поведе, би рекол, папа клуче и социјален и родителски, почитувани дами и господа, почитувани родители, драги студенти, колежки колеги. Пред да одговорам на господин Бјански, јас ви давам конкретен предлог до Националната галерија, маја сме тука, бидејќи видео веќе доби официализација со прикажувањето, би било добро веднаш да се остави на YouTube и да биде што повеќе луѓе, а да господин Бјански да произведе единствено моментално представникот на видеите, да направи напори, да се види да кој што да се види, ако не целото моје одломки, се разбира без надобност. Целото и без надобност би се договориме маја. Да, ја се надевам и вие да реши и тук подлажност и да дадете тоа и на националните телевизии, на приватните телевизии, и што се спомни да се погледнат. Добро. Кратко е, сладко е. Не, супер, ќе разговараме, одлично иде. Поверете. Добро, работите во Македонија одат споро доста за родителите напред, но напред. Морам да признам дека ова ми е прв пат да седам до министер или на заменик министер кој мислам дека веќе стана министер. Ќе стане лидер. Тоа е ретка прилика, не дека јас сакам да седам на министри, туку дека полека се сребаат владата и ресорните министерства овие наша. Прашањето по културно-научната инклузија за прв пат го отвараме во кабинетот, може најотворено во тврдо, бидејќи веќе 21 година сме на Институтот за технологија и денеска точно 18 години служба Македонското научно сдружение, кој денес прослава пълнолетство. Значи, постојат докази дека работи тоа како може да влие позитивно врз децата со аутистичен спектар, врз нивната специјална едукација да пренесе позитивни промени врз нивното социјално образование, бидејќи по дефиницијата аутизмот представува една нарушена социјална интеракција. Токму оттука и идејата за овој проект е уметна за сите, каде што јас имам благодарна Националната галерија за таа чест како надворешен консултант, заедно со мои колешки, кои имавте прилика да го видите магистар Бошковски и магистер Василевска, Ивана Василевска, кои што работеа напорно со децата во таа креативна уметност. Фотографијата исто така води кон подобрување на емоционалниот развој на децата со аутистичен спектар, го стимулира нивниот когнитивен развој и секако води кај оние што имаат известни агресивни и автоагресивни однесувања го намалуваат на однесување. Така однесување. Арт-терапијата може да придонесе за убlažување на две главни проблематични области, а тоа се социјалните комуникацијски проблеми и ограничените повторувачки шеми на однесување кои понекогаш имаат децата со аутистичен спектар. Она што сакам да го потенцирам во овој дел е дека исто така со фотографирањето се дава една слобода на самите деца. Видовте нивната среќа на такова видео, на нивните лица, доаѓа до подобрување на